што ни се случи, еве, помина, како што рековте, една недела, 7 дена од тие случувања кои што не се само битни и важни за нас, туку се многу важни и за Република Македонија и ќе останат сигурно запишени во историјата на демократијата во Република Македонија. За нас лично тие случувања на сите учесници, мислам, кои што бевме директни учесници во тоа, ни остануваат врежени во мислите и барем во овие 7 дена секојдневно не мачат, се појавуваат ноќе кои ќе се разбудите, прво што ви доаѓа во мислите е тоа што се случи на 24 и дури и деновите и пред тоа, дали беше се во ред, дали ние постапивме како што треба и се повеќе, како и тогаш, и денес сме сигурни дека постапивме како што треба, бидејќи тоа на крај нечовечко, нехумано, недемократско однесување покажа дека сме биле во право што се спротивставивме на власта и методите кои што таа ги употребуваше. Јас сум горд едноставно што бев дел од таа екипа, од тие пратеници од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, кои што учествуваа во сите тие настани и кои што, можем да ви кажем слободно, во ниту еден момент не се плашија или не покажаа страв дека ќе бидат физички повредени. Значи, никој од нас не се плашеше дека ќе биде удрен, дека ќе изеде некој бокс, шлаканица, тупаница, клоца. Не болеше тоа што очекувавме дека во домот, каде што се наоѓавме, во центарот на демократијата во Република Македонија, собранието на Република Македонија, ние како пратеници зад кои што стојат 10-11 гласови, гласачи, не може да ни се случи тоа што ни се случуваше. Во континуитет неколку дена се кршеше деловникот на собранието на Република Македонија. Се кршеше законот за собрање на Република Македонија. На крај се скрши и уставот на Република Македонија и сметам дека видовме кој владее со оваа држава. Го видовме правото лице на владеачката гарнитура и народот во Република Македонија и целиот свет можеше да види дека во Македонија има диктатура и едноставно јас не можам да најдам друг израз, друг термин, осем диктатура која што го покаже вистинското лице токму на тој ден, 24 декември 2012 година. Јас не бев настран од другите, постојано бевме во група. Покрај другото бев задолжен да контактирам со потпредседателот Зоран Заев, да го известувам по телефон што се случува внатре. Исто така, јас бев информиран за тоа што се случува надвор. И знаев, и нашите луѓе кога пристигнаа од Струмица, кога има проблеми по патот додека патува. И едноставно во моментот внатре, кога видовме како Јанкуловска ги доведе специјалците во цивилни униформи, знаевме дека ќе се случи она најлошото, за кое што, како што реков, и ние самите не верувавме дека може да се случи. Во тој момент, кога ги извадија новинарите, со влечење, со теглање, со носење, со закани, да ја напуштат ложата, нивното работно место, кај што требаше да снимат, значи, што се случува на пленарната седница која што беше закажена, на нас ни стана целосно јасно дека ќе се случи истото и со нас. Известивме за тоа надвор и добро е што меѓу нас се најдоа ладнокрвни луѓе кои што размислуваа реално дека треба ние да се обидеме нешто да снимиме од сето тоа што се случува, затоа што и денес сум сигурен и тогаш бев сигурен, ако ги повикате тие 70 пратеници, или колку беа, од ВМРО, ДПМН, коалиција, оните нивни партнери, од ДУИ, другиот ден да ви кажат што се случи во тоа собрање, и ако истото се случише, тие ќе кажат, па нешто ги замолија да излезат, малку ги потурнаа и тие излегоа. А ако не снимивме, значи ќе беше тоа. Добро е што, значи, беше кажено, затоа што јас имав здравствени проблеми пред тоа неколку дена со срцето, Маринела е бремена, бевме одредени да ние ги снимеме или се обидеме да снимеме дел од тие настани.
Маринела беше лоцирана да снима на десната страна повеќе концентарот, јас на левата страна од кај што влегува Трајко Велјановски и седев на некои места кај што седат овие министрите од владата. И во моментот кога влегува сите пратеници од ВМРО ДПМНЕ, од ДУИ, си седнаа на своите места, настана една тишина во салата во која што знаевме дека ќе се случи она најлошото и се случи. И добро е што колешката Сонја Мираковска ми го даде нејзиниот телефон кој што е посилен за снимање. И јас се обидов и мислам дека снимав од левата страна и снимив доста сегменти кои што беа дадоа реална слика на тоа што се случува внатре. И јас го снимив Трајко Велјановски како влегуват, не знам, некои снимки ми се изгуби од телефонот, дали при излегувањето, како влегува и како вика на обезбедувањето на специјалците околу него, изфрлете ги. Значи, тоа многу чисто го снимив, но за жал го нема. Јас снимив Јанкуловска како дава наредби, го снимив Ставрески како мава со раката и ги убрзува да ја завршат што побрзо и поефикасно работата. И добро е што се наоѓа помеѓу двајца од обезбедувањето, малку позадинив, така што тие своето внимание го имаа насочено напред и не ме примети. Исто така една друга снимка ми ја нема во телефонот, или телефонот на Сонја Мираковска, кога ја снимив на крај Цветанка како ја удрат со лакт во стомак, како таа плаче и реагира на тоа. И на крај телефонот ми беше свртен кон Трајко Велјановски. Кога тој ме виде, на 5 метра беше од мене, ме виде и извика: фатете го пратеникот и земете му го телефонот. Побрзо. Јас на тоа го ставив телефонот во џебот од панталоните, бидејќи имав и други 2 телефона, и се опатив кон средината на салата. Не знам како сум излегол, просто тоа сум имал среќа и викнав на специјалците: брзо вадете ме. Тие ме грабнаа и со неколку удари со клоци по нозете, ништо, ме изфрлија како партал од салата. Значи, тоа е зошто бев одделен или зошто учествував на тој начин со снимање во тој дел од едни несакани и многу случувања. Се надевам дека народот виде се. На пратениците кои што тоа го поддржува, кои што не му го гледаа, им посакувам да се силни и да имат чиста совест да издржат, а секако дека ја немат, со тоа што излегува некои на медиуми да правдат одредени постапки. И, како што реков, народот знае се, народот виде се и народот ќе знае во одреден момент сето тоа да го казни. Важно е дека падна маските од лицето на оваа власт која еве 6,5 години владее со Република Македонија, почна падот на диктатурата и додека не заврши, ќе продолжиме со сите наши активности кои што веќе ги започнавме.